Почитувани пријатели, добро вечер. Вечерва ни гостува Андреј Жерновски, меѓународен секретар на СДСМ. Господине Жерновски, добро вечер. Добро вечер, секретар за меѓународни односи или може и така, само да пообјасни. Иначе може и така и тоа е популарниот збор. Не памтам од постоењето на СДСМ да ова партија биде во вака лоша состојба. Што беше предизвикот да ја прифатите поканата на Филипче да се придружите на неговиот тим? Лоша состојба е поради тешкиот пораз. Значи, тежок пораз не може преку ноќ да се санира ни кадровски, ни платформски, ни така натаму. А понудата е да се спротивставам ново што го гледам денеска. Понудата е и желбата да влезам во битка, затоа што мора да има јака опозиција во државата. Без СДСМ, колку и да звучи се ова, не знам, популистички, не можам да замислам силна држава без силен СДСМ. Тоа е невозможно и тоа се докаже во минатото. Вашата задача, претпоставам, како секретар за меѓународна соработка, ќе биде да се воспостави добра соработка со сестринските партии, со пред се од земите на Европската. СДСМ има сериозна колку тоа, пошто дали сметате дека тоа е проблемот што СДСМ до сега не успеваше да се најде? Не, тоа проблемот СДСМ, се ги задржува тие релации. Улогата на СДСМ на меѓународен план нема само влијание во партиско-политичкиот живот во државата, има и надвор. Преку силните контакти и така натаму, преку силното влијание, потоа тоа влијание и лобирање кај сестринските партии се рефлектира и се извештаи и така натаму. Ние денеска успеваме да направиме подобри извештаи, тоа нешто се припремаат за нас како држава, благодарејќи во наводници на оваа власт, меѓутоа водиме сметка со државата, па преку амандмани на нашите пријатели од сестринските партии го правиме текстот да биде подобар. Спречивме многу други обиди да бидат инфилтрирани, да кажам, разни амандмани кои што не одат во корист на државата. Меѓутоа, авторитетен член е на ПЕС и тоа ќе биде така и понатаму. Се надам дека ќе придонесам да ќе помага ли нивната експертиза, пошто битна е искуството. Ние утре ги имаме на гости хрватите, нашите пријатели од Хрватска. Од СДП, потоа она што председател на партијата Филипче го објасни во визави конгресот, врска со конгресот кој што е на 7 јуни, платформскиот, ден претходно ќе дојдат политичките партии сродни, значи сестрински, од регионот и ќе направиме една заедничка платформа, ќе се собереме тука и таа иницијатива се вика Скопска иницијатива, сите се согласија, тоа е еден многу силен момент. Верам дека ќе дојдат и од, да кажам, представништвото на ПЕС, од Брисел и така натаму, евроамбасадори. Имаме 3 точки во кои што се минимум 3 точки во кои што се спојуваме и кои што ќе бидат третирани. Тоа не е следната. Не, се зборуваме за трите точки кои што ќе бидат иницијација за соработка или подпишана соработка регионалната, бидејќи се соочуваме со истиот проблем, се соочуваме потенцијално со авторитарни режими и тоа е факт. Се соочуваме со борба против корупција, која што не е борба тука само на хартија и се разбира се очуваме со недостаток на желба од актуелните власти за евроинтеграција. Ние сме партии кои што го туркаат тој проект. Темата евроинтеграција кај нас беше потурната намерност на власта со разни токсични изјави дека прво Брисел нема праведен однос кон нас, дека Европската унија се распаѓа. Тие не сакат да не примат, а не дека ние. Не само тоа, не сакат, немаат желба, што не е точно, кога гледам извештајот и напорите на известителот од Европскиот парламент. Се добија јасен впечаток дека повеќе они сакаат да ни дадат рака отколку ние како држава, односно владата сака да направи ичекор конечен ичекор кон Брисел. Да се вратам на тоа што кажав. Ние мора да правиме конкретен чекор во овој аспект, затоа што не гледам иднина за нашата држава и за регионот без влез во Европската унија. Еве да го повторам истото прашање. Наследниот конгрес, кој што е програмски, програмски конгрес, неговото усвојување на нова програма, веќе Филипче најави дека ќе биде вклучена и јавноста и заедно ќе се изготви. Кои се тие според вас 3 заложби клучни
преку кој ќе се обидете да ја вратите до вербата? Се три повеќе се има клучни, сериозен број веројатно, клучни, ќе кажам, знаете клучни се како разбира велат, се. ако имате повеќе од 5, Јас немате го стратегија. зборувам исто не, тука се покриени сите точки, тоа е како програма целокупна, а се согласувам дека треба да имате 3 ударни максимум, тука сте ви во право и сте искусен како новинар, 3 максимум кои што може граѓанинот тука без проблем да каже да, СДСМ, заложбата на СДСМ е тој први, повеќе веќе станува заморно и тоа е докажано, односно тешко се памети. Да се вратам на вашето прашање, значи и јас ве разбирам зошто го поставува тоа прашање, че како прво ние немаме најава за некои вонени избори, барем од страна на премиерот, иако не би се изненадил тие да се случат воопшто, а го кажам ова затоа што вообичаено е, не само кај нас, но особено кај нас, изборна платформа да излезе пред изборите. Меѓутоа овој пат критиката на граѓаните, ќе бидам отворен врз нас, доаѓа до тоа во ред. Вие укажувате на грешки на владата, криминал, корупција, нефункционалност, но што вие нудите? Што е коректно прашање? Но ме Која е радува... алтернатива? Така е. Значи, добро, во ред, во право си, во право сте, сега вие што нудите, вие што би направиле, вие како би го коригирале ова, како вие би реагирале во оваа ситуација. Ние освен тоа што кажуваме што се случуваше и како владите на СДСМ, ние нели не како што вели ВМРО лошите, па тие лоши влади имаат две сериозни кризи. ковид кризата, енергетската криза, ковид кризата и енергетската криза после војната во Украина, кој што беа сериозен удар, но се издржаа затоа што имаше сет на мерки кои што ги презеде таа влада. Наспроти тоа што гледаме денеска никакви мерки, граѓаните се оставени на милост и немилост, на дивењето на цените. Нема држава, нема апарат државен кој што ги нема одлуки на владата кои што ги штитат. Намалувањето на ДДВ не сметате дека е за нафтените деривати? Па не се случува, тоа не укажувавме 3 недели се одложуваше премиерот, прво затоа што нели кажуваше нема потреба. Дента кога кажа дека нема да има поскапување, вечерта поскапи, тоа е капацитетот на премиерот и информациите кои што он ги има на маса. Но ова не е доволно, од 18 на 10 ние велиме нема 5% и потоа акцизата да падне на 4 денари и не да се преполови, туку целосно да се укине ДДВ-то за основните прехранбени продукти. И за патарината зборувавме, дека доста ќе помогне доколку се намали. А да се вратам сега нели на прашањето. Мене ме радува што излегуваме порано, некаде јуни со таа платформа, до јуни, како што вие прашавте, да се разговара во партијата, нешто е многу битно и надвор од партијата, секој да е свое мислење. Веќе некои точки излегува, може да подискутираме кој е простор, меѓутоа мене ми е многу драго што ние ќе излеземе со понуда, затоа што конкретно, и тоа ќе биде дел од изборната програма, затоа што се согласуваме дека не е доволно да се критикува, луѓето со право барат и алтернативни решенија. Така. Владата на Заев во тие два мандати од 2017 година до 2020 ветуваше дека, нели, со шарената револуција ветуваше дека ќе распушти така наречената заробена држава. И тоа ветување не се оствари. Дали искрено како членови, како раководство на СДСМ, мислите дека должите извинување на граѓаните затоа што навистина луѓето веруваат дека таа влада не само што ќе го симне Груевскиот власт, него навистина ќе демократизира партијата. Дали мислите дека должите извинување на тие граѓани? Може би должиме извинување затоа што не се исполни се. Меѓутоа да кажеме дека не се случи демократизацијата на државата не е праведно. Како се пак еве да почнеме од тоа. Како може така едноставно Мицкоски за 2 години пак да го воспостави истиот систем? И во судството, и во медиумите, и во администрацијата. Може, еве како да трнеме со тоа што вас ви е специјалност. Состојбата во медиумите. Од моментот кога СДСМ презема власта, сега ќе цитирам извештајот Репортери без граници, да не биде тоа мое лично или на некој член од СДСМ толкување, ние рипнавме за цели 12 позиции. Во дадениот момент 24-та ние бевме далеку пред Хрватска, дури и пред Словенија. 5-6 месеци како дојде ВМРО, ние паднавме на таа листа. И денеска контролата на медиумите е огромна. СДСМ не ги контролираше медиумите. Судството, во ред, не велам дека било и давно, немаше таква контрола. Воопшто чувството на граѓаните
е дека живеете послободно кога СДСМ на власт или кога ВМРО е на власт и така натаму. Не велам дека било идеално, веројатно би очекувањата многу поголеми и мои лични, меѓутоа не може да се спореди владењето на СДСМ и например, воопшто за слободата на владите медиумите, јас се сеќавам од тоа време, малку направи таа влада за нападите на новинарите. Продолжуваат. Ако вие не ги казнувате нападите на новинарите, вие пак имате. И второ, владини реклами. Вие СДСМ се согласи. Кој влади реклами Па ги врати. Па владините реклами се во законот не се спроведуваат. Ма како не? Се сеќавате Груевски од цели на секој избор има уште еден друг инструмент. На секој избори партиите пумпат милиони суми. Не влијае тоа на политизација, партизација на медиумите? Ако се сеќавате на печатените медиуми кои што ги снема потоа, првите неколку страни беа посветени на програмите, платформата на владата и така, рекламите. Да не зборам за МТВ и така, да не зборам за другите телевизии. Тоа е купување на краткото што го слушавме тоа во бомбите и така натаму. Која телевизија контролираше СДСМ за време на своето владење? Па СДСМ него ни промени уредникот на македонската радиотелевизија, остана страна на ВМРО-ДПМНЕ. Точно. Понатаму не може да се спореди таа ситуација со она што се случуваше. Кнежевновски, не го сменивте системот. Можеби не го сменивме. Јавните пари требаше да се тргнат од приватните медиуми, затоа што тоа создава зависност кај медиумите. Ако телевизиите очекуваат на секој избори да заработуваат милиони суми, кој е тој медиум што ќе критикува партија? Одговорно тврдам дека медиум кој што го контролирал телевизиски медиум, портали, немам толков увид, меѓутоа телевизиски медиум, дека таа влада и таа политичка култура ниту еден медиум не. Збориме за системот, вие не создадовте нов систем, за да не може некоја нова влада да се врати пак на старо. Во ред, можеби тоа се создаде порезистентен систем, меѓутоа не можете вие да создадете идеален систем ако дојде некој со желба да владее во медиумите или во судството. Доаѓа Мицковски, си поставува својот советник за правни работи, си го поставува за нов уставен судија. Сопруга на градоначелник на ВМРО-ДПМНЕ станува член на судскиот совет. И сега зашто зборуваме ние денеска? И тоа е тоа на крајот на крштата. Ајде ги споредиме извештаите и на Европскиот парламент и на Европската комисија и за судството сегментот и сегментот за медиумите во однос на критиките како беше и што се случува сега. Тоа е очигледно. Идејата, очекувањата беа дека таа влада ќе создаде отпорни институции кои ќе бидат отпорни на било Се согласувам дека требаше да се создадат системи кои што ќе бидат отпорни. Нема да бидат така лесно под влијание на нови политички структури кои што би можеле да дојдат. Не мислам дека може да се создаде идеален систем. Го гледаме тоа, да не спомнам се многу помокни земји, па да бидам погрешно сватен дали таму се случуваат режими или не. Не постои таков идеален систем. Да, се не може да го направиме порезистентен. Меѓутоа вие ако дојдете на власт со желба да извршите контрола, еве сега да зборуваме не само врз медиумите, кои што кај нас директно се финансираат со странски пари, така? Туку е и во судството, вие не можете тоа да спречите. Да имате власт која што е во ДНК-то на ВМРО-ДПМНЕ, кој ќе дојде на власт да врши контрола на судство, на медиуми, невладин сектор и така натаму, и тоа го гледаме сега во Понција и допрво ќе биде. Во последниот конгрес Филипче повика на мобилизација, рече искрена, силна, честна борба, место поддршка, интересно, вас ви се случи фракција која бара смена на раководството. Како новото раководство ќе обезбеди единство, бидејќи без тоа очигледно нема да можете да ја предизвикате или да ја победите сегашната структура. Доволно долго сум на политичката арена да со најголема сигурност и увереност можам да сообштам дека овој сценарио што сум го гледал е нормално за една партија која што изгубила избори, сериозен пораз и така натаму, го гледавме тоа претходно и во ВМРО-ДПМНЕ. Критика од страна на поединци и создавање на структури кои што сакаат да направат подобро и така натаму. Гледам кај нив драматика околу тоа зашто сме исклучиле член.
забораваат, но ние ги потсетиме, значи Мицкоски, не, ајде да трнеме од Груевски. Груевски го исклучи Лјупчо Георгиевски. Основачот на ВМРО. А нели СДСМ е подемократски? Не, ќе дојдеме до принципите подемократски. Демократија не подразбира, јас да го рушам системот намери да одработам за некој друг. Демократија е внатре во системот на што кажувате вие, да може секој си го каже својот став, да се бори за тој став и на крајот на денот да го прифати ставот на мнозинството. Ако јас успеам да го наметнам тој став во ред. А Мицковски го исклучи Мјалков. Значи, фракцијата на Мјалков беше веќе готова да создаде партија. 2/3 од делегатите има, се случи потоа сосема друго околу Мјалков. Значи, треба да го споредувам Мјалков со во улогата, значајот и тежината на Мјалков во ВМРО-ДПМН со она што е Шилегов денеска е неспоредливо. Да, треба обединување. Тука нема дилеми и се согласувам со она што го чувствувам меѓу редови од вашето прашање дека невозможно да се расте ако не се обединувате. Но за да дојдете до втор, трет, да оградите темот, вие мора да направите една солидна, чиста површина темел, кој што ќе биде не токсичен, кој што ќе биде спремен во состојба на што ќе се гради. Види како биде на трула, основа ништо нема да се случи. Тоа е тоа што мораше да го превземе. Иначе да, ќе бидете сведоци на окрупнување на опозицијата. Идејата ми е недемократска практика да исклучувате членови, затоа што ако вие, дури ВМРО дозволува внатрешна некоја фракција, има в интервју. Па се кажа ВМРО колку дозволува внатрешна фракција. Добро, ама не ги исклучуваат од партијата. Не се исклучуваат. Примери кои што се исклучени, пратениците ги исклучија, така сите оние. Па мислам дека Мјалков и требаше да биде исклучен. После сето тоа што... После што? Тоа службување во агенцијата... Они за друго го исклучија, не за тоа, не, они сака да има такви ликови во партијата, сосема за друго го исклучија. Вака, немам јас дилеми кога некој се појавува, едно е каде ги соопштувате своите ставови. Ги соопштувате внатре, 3 пати разговараше председателот Филипче со Шилегов. 3 пати. Знам тоа лично. Да, во ред, внатре, окей, имаш различно мислење, кажи го, избори се. Таман работа да не може внатре се каже. Меѓутоа, ако не можете внатре тоа, не сакате да го направите, па нема да во политиката, ниту во спортска екипа, ниту во музичка група, ниту во бизнис, некој ќе ви дозволи надвор, работете внатре. Но ако излезете надвор и критикувате тренерот нечини, играчите нечини, стратегијата нечини, треба да има промени, вие нема да бидете дел од тој тим. А во политиката, особено кога знам некој кога се појавува по потреба, тука више немам дилеми. Да бидам попрецизен. Шилегов се појави во моментот кога ние обзнанивме целата мрежа како функционира бизнис мрежата, особено во енергетскиот сектор на Мицкоски. Тоа верувајте, доволно сум искусен да знам дека не е случај. Фракционерите го обвинуваат за дека сега наводно сегашното раководство работи за владеачката партија. Зошто овие фракционери го избраат овој момент сега да се појават на сцената? Моментот на појавување е па тоа е тоа што зборувам, кога тајмингот ќе ви сигнализира дека нешто не е така спонтано како што некој сака да представи. Тајмингот на појавување на луѓето кои што сакаат некоја платформа како беше да промовираат е кога рейтингот кој што ВМРО-ДПМН никако не го кажува, нели последниот, а ги знаеме бројките, а они кога имаат добри бројки знаат по 10 дена да ги фртат. Моментите кога ВМРО-ДПМН драстично паѓа, има колку е тоа? Па под 300, падна дебело под 300 илјади. И кога СДСМ почна да расте, полекано да расте, тогаш дојде луѓе кои што како велат. Не, ВМРО ќе биде сигурен победник, а СДСМ не чини така натаму. Тоа не се случајни моменти. Сега кога треба да нападнеме и да го зададеме полека завршниот удар. Значи, што ви збори тоа? Ова ми зборува дека имаме власт и не е тоа формула само нова власт, но ВМРО-ДПМН овие 3 чекори ги прави, ако можам да помогнам граѓаните да ги препознаат за да знаат што се случува. Вадење на предмети од фиока, кривични, што значи дека борбата не е, предметите не се тука за да се бориме против корупцијата, туку да ги вадиме по потреба заради дефокус. Број 2, анкет, уцена и дефокусирање. Уцена се разбира, дефокусирање, затоа што ако нешто се случува сега, активно е секојаш, нели, сапси. Тој и поранешни функционери и така.
Јас не сум против тоа, никој од СДСМ не е против тоа, но кога имате манипулација и инженеринг со тие предмети, јасно ви е која е вистинската намера. Потоа анкета редовно, лажна анкета, каде што не, еве ние работиме одлично, тоа не може да направи сега и се азби на крај создавате ликови, а по можност и некакви движења кои што нели треба да зададат удар на опозицијата. Да завршам. Сите обиди во ВМРО-ДПМНЕ, во СДСМ го има исклучено. СДСМ е претходно исклучено премиер и председател на партија Бучковски и така натаму, не па Еско Ракич и други, кој уште беше исклучен. Значи, сите тие обиди на крај завршувале безуспешно и кај едните, и кај другите, и кај третите. Има една интересен феномен. Фракционерите се и јавија тогаш кога ВМРО лансираше една прилично агресивна кампања против Филипче, обвинувајќи дека тој е контролиран од Заев. Мислам и риториката е прилично недолична за На премиерот? На премиерот и на веројатно за главном за од партијата. Дневно се продуцираат соопштенија кои што јавноста има можност. Тоа се таргетираат луѓето лично, значи вие можете да ги што правеше ВМРО 2 години, зошто не го приведуваат Заева, кој е толку тој инкриминиран. Зошто кампања? Зошто не се преземаат? Па сега одиме поред од трите тези на кои што сакам да одговорам. Прво, ако постои или постоел некој договор, како што некој сака да каже од фракционерите, тогаш не би бил ваков наративот и вакви сериозни битки и удари кои што се случуваат во тоа. Е прилично крвава битка која што во моментов се случува. Понатаму, не мислев дека ќе имаме некојаш во државата премиер, велам премиер, значи не значи од која партија не е битно, кој што ќе нивото на комуникација и не само како термини вокабулар, него начин на практикување на политика да е толку дилетантски, аматерски, но и да се употребат изрази како талок, мекотели, закочени употребува збор некрофилија за кој што тврдам дека не знае што е некрофилија. Слушно, но тоа некрофилија е многу полош израз од колку што он мисли дека се нека види на Википедија. Изрази кои што се недолични за еден пример, начини изразување. Дали он некој сака да копира или мисли дека тоа во светот е сега модерно, па ќе се приближи до граѓаните, до помладите структури. Не знам, меѓутоа тоа не дозволива. Сега, две работи. Ако, значи, 2 години полна е устата на премиерот, на министрите, на секој политичар во дебатите од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ. Две работи. Има 2 години има позади себе со апсолутна власт. Па процесуирате ги предметите, ако има СДСМ, ние не ги браниме оние што направиле криминал. Се останато на муабет. И број 2. Јасен показател, ако вие само со опозицијата се занимавате, вие го направивте ова, ние ги изгубивме изборите на крај ништо. Па од друга страна тезата е дека СДСМ е готова више. Не постои. Ако не постои тогаш зошто се ако е готова, вака како велат, ако греши непријателот остави го, они ќе не остават нас. Не. Анкетите, они се воедно подобри од СДСМ. Од секогаш, од време Лјупчев, со еден сериозен сегмент внатре кој што прави анкети и ги анализира. А Мицкоски е анкетоман. Со сите минуси и плусови. Што не е лошо да имате анкета, да знаете како се движите и кај да се движите понатаму. Драстичен пат. Почнала со 4, нели, од трицифрен број, па на изборите до 3, сега се 2 и така натаму. Иако не беше тезата никош нема под 300 да падне. Фрапантен е падот. Брутален. Сега ќе се спасуваме како? Идејата нивна, всушност на крајот е денот, ако веќе не може да се представиме како подобри, бидејќи немаме ама баш никаков резултат, тогаш ќе одиме со тезата сите се исти, сите сме исти и вие го правите тоа, вие што направивте така. Но смешно е, трагично е за една држава да имаме премиер кој што полна уста е СДСМ. Па човеку, луѓето ти ја дадоа до вербата за да направиш резултати, за да донесеш подобар живот кој што вети, за да ги промениш работите, за да го вратиш името кој што кажа. Нова преговарачка рамка.
еве ако тоа не е битно, да донесеш подобар стандард. И ти се уште зборуваш за во недостаток на одговори, почнува Хариџиновиќ, не знам, СДСМ, вие ова направивте, вие тоа е трагично за Сега се вади и од Фјока случајот со модуларната болница. Дали тоа е начин да се уценува лидерот на... 2 години, еве 2 години. Еве ако има тамо нешто. Ама и тој пример не одговара визави Кочани. И нема ништо за Кочани. Ни предлог закон ние што го предлагаме во парламентот да се обештети фамилија, ако ништо друго од целата мака да има некаква помош од државата. Не, и тоа не може да се случи. Па се случи ние 12... Ке функционира ли тој притисок? Дали функционира тој притисок во раководството на СДМ? Дали некој е уплашен од тој притисок? Не, сега вака прво јас што се не поминав, особено преку изборите од центар, па мене некој да ме... Со шамарите. Не, мене три круга шамарите да после на протестите. Мене некој да ми изврши притисок, да ме уплаши, тоа не може да се случи од една страна, а не може да се случи затоа што не можат, немаат зашто. Меѓутоа, не. Ако сме ние паметни политичари, а мислам дека кампања сакате да речете дека е намената за луѓето, не за дека тој притисок ќе функционира во. Не може во раководството, против тој мотив да бидете поодлучни, да бидете заедно ако веќе ве напаѓаат однадвор и однате. Тоа е кампања, убаво забележавте, која што треба да ги обесхрабри луѓето околу и на крајот на краиштата обичните граѓани. Нешто што го правеше Груевски ефикасно за жал, ова е една па не е ни 6-та гарнитура, нека 12-та гарнитура во времето на Мицкоски кој што дојде на власт. Поради другото на Груевски. На Груевски, да. Реков Мицкоски? На Мицкоски. Се извинам, во времето на Груевски дојде точно и поради тоа што ние придонесовме они да победат. Меѓутоа, ова што го гледаме денеска и така много. Сега, да заокружам. Првата полуга, 2 полуги беа врз кој што дојде на власт. Првата беше ќе го вратиме името, со додатоците ќе го поништиме Преспанскиот договор и ќе го ревидираме, ќе оди на референдум договорот со Бугарија, ни едно и друго никош нема да се случи. И второто беше односот со ДУИ. Ние ќе ги ставиме во опозиција, во ред го направија тоа на почеток, криминалците, сега гледаме после примерот Мартин Груби, ова е меден месец, ова е еден романтичен филм во кој што не знаете кој во кого е позадјан. Во медиумите се појавија дел од имињата на овие кои што сакат да делуваат фракционерски во СДСМ и првиот впечаток е дека тоа се познати во јавноста, блиски соработници на поранешниот претседател Црвенковски. Мене прашањето ми е од каде сега интерес на Црвенковски да предизвика поделби во СДСМ? Не можам уште да кажам дали е Црвенковски позади, кој е ние упорно, почнувајќи од претседателот Филипче, па натаму сите ние што еве на некој начин учествуваме во овие разговори, дебати пред телевизиските камери, пред медиумите. Упорно бараме да се легитимираат, да ги видиме имињата. Вака фантомски организација не само тешко, него нема ни логика да се упатат пораки и така. Да видиме, нека излезат, нека се промовира, да видиме кои се ти имиња, за да може јавноста да оцени дали е ова нешто ново, свежо, невидено и некоја алтернатива, или се имиња кои што и претходно служиле, некому му служиле за да нанесе штета на партијата. Тоа ми е... знам што е. До сега тие фракции кои што произлегуваа од СДСМ служеа или да ја донесат ВМРО на власт или да ја задржат на власт. Која ќе биде функцијата на ова фракција? Не гледам дека ќе биде поинаква функцијата. Не, меѓутоа затоа велам, кога ќе излезат имињата, ќе знаеме многу поконкретно вие, ние знаеме, меѓутоа јавноста ќе знае преку нашите емисии и разговори што всушност се случува така. Но имињата се убаво вие велите. Самите имиња, самиот состав ќе ни покаже што е позадината. Се обидувам да воспоставам релација меѓу Мицкоски и Црвенковски. Што е тоа што ги врзува? Не знам. Па прво, мислам дека ставот што сега Мицкоски го има во однос на Бугарија е прв го има кажано Црвенковски во 2022 година кога рече договорот е грешка и треба да Пак да видиме кој, знаете што не мора Црвенковски јавно да излезе да застане позади некого, доволно да видиме кои се луѓето што ќе искачат. Па ќе знаеме кои стои позади. Не можам во момент и не сакам да шпекулирам.
да видиме колку е сатот. Меѓутоа, Не, прашањето дали ваквото тактизирање практично популарно речено естаблишментот, длабока држава, му подготвува терен на Мицкоски да го смени ставот, да почне да размислува поинаку во однос на уставните измени. Па таа структура, ако гледаме назад, особено и претходни локални избори, ќе видиме дека таа структура знаела и кадровски решенија да понуди така на Мицкоски така натаму. Кои што за граѓаните ги изгласале, па потоа се каеле. А во основа на кое што ВМРО нуди опозициски настап, иако е нивен кандидат. Не се. А не гледам јас друга Очекувате логика, промена од Мицкоски да го промени ставот во однос не гледам друга, уставните прво измени? не гледам друга логика во нивното појавување, освен да го помогнат на Мицкоски и да настојат на СЗМ, а не очекувам од Мицкоски да го промени тој став. Зошто? Затоа што ако направите исчекор кон Европската унија и почнете да ги отварате поглавјата, тоа значи дека не може една фирма да добија 7 месец 100 тендери, фирма која што е со 1-2 вработени, не може 5 тони дрога да ви проаѓаат низ граница и вие да молчите 2 месеца како ништо не се случило. Тоа е невозможно нешто. И молчат, сите молчат, како ништо да не било. Премиерот, министерот за внатрешни работи чекат како беше секој. Има истрага, обвинителот води истрага. Колку што има истрага во кај бизнисмените, влијателните личности во СНС, така во Србија. Ништо од сето тоа. Дали во овој пакет се и предвремените избори кои што власта ги негира, меѓутоа како што гледаме сигналите дека тоа веројатно ќе се случи, дали рана сега скоро или на есен тоа Мицкоски веќе како премиер првиот кој што излезе дека ќе организира преференцијни избори, не опозицијата, ние нормално се подготвуваме, впрочем и на почетокот разговаравме за изборната платформа. Јас сметам дека ќе биде од две причини приморан Мицкоски да организира преференцијни избори. Моје мислење. Прво е затоа што знаете, може анкетата вас да ви изгледа се уште да ве радува затоа што е уште голема разликата меѓу ВМРО и СССР. Меѓутоа тој што е искусен во политика, верувам дека не знам Мицкоски колку е искусен во политиката, но мислам дека има луѓе, некои од внатели или советници кои што ќе му кажат дека побитно од резултатот во политиката е трендот, а трендот е ужасен надоле. Значи може некој помалку искусен и помалку интелигентен да каже шефе ние водиме, некој поискусен ќе каже ако сега не ги организираш изборите ти за месец-два, да не зборам за 6, да не зборам за 12 и 24 месеци ќе помнеш многу полоша. И второ, не гледам што друго може да понуди овој момент ако ги ставиме на хартија економската неспособност, јаловоста, ние имаме буџет кој што е празен, ние имаме дефицит веќе официјален. И понатаму носите како ќе ги оправда тие предвидени? Со не блокира странски со домашен фактор и странски фактор, така. Да ја потврди пак политиката што ја води што. Мислам дека ги чека изборите во Унгарија. Ако имаше една песна, јас сум од се повозрасен април у Београд, и он чека април у Будимпешта. Тука е многу сериозни се анализите, односно предвидувањата на исходот и од тоа ќе зависи, мислам, финалниот чекор. Изгубили Орбан во Унгарија, Мицкоски, ВМРО, ДПМН и владата ќе личат на оние колички зиграчки кои што немаат веќе контрола од далечниски, ќе почне да се движи без хаотично, без да знае каде оди. Дали отварањето на меѓуетнички односи, а посебно прашањето за употреба на албанскиот јазик е практично потврда дека навистина ќе се обидат преку глумиње патриотизам да го креват или да го стопираат падот и да се обидат да ја задржат. Таа разлика што од кога јас ја пратам политиката, пратам од плурализмот, не сум учествувал тогаш нешто посебно и тоа од кога, значи подосна, нели, легов, меѓутоа доволно за да ги анализирам работите. А последното и омилено оружје, омилена тема на ВМРО ДПМН, кога сите други теми ќе се исцрпат, се меѓуетничките односи, нели, патриоти, комити и така натаму, ќе отиде кон тоа. Кон тоа прашање, затоа ми се интересни, затоа ги анализирам тие односи ВМРО ДПМН и други. Дали ја приметивте изјавата пред 3 дена,
каде што Мицкоски една констатација за однесување за реакција на последните најави од ДУИ и завршува со следна реченица. Но морам да го пофалам новото однесување на ДУИ. Значи, романтика. Да видиме тоа докај ќе оди. Започна се разбира од границата Македонија-Косово, Светан Грубин. Да, групи, меѓутоа и последниот период дуи не... Јас не ги слушам. Нема некои посебни критики. Дали тоа значи дека се договорени за предвремени? Како ни учат сега на студентите за Љубов, двајца се потребни, така? Значи не гледам ни едните ни другите. Влен се наоѓа сега во една... Преку Влен може да гледаме како се. Влен не знае што да прави. Сега, нели, малци имат чувство на оставена љубовница. Така што се тоа што го зборуваме денеска, да ја додадеме економската состојба, која што неверојатно е број еден проблем за нив во момент, затоа што е проблем за граѓаните, не гледам дека ќе може да додржи до редовниот термин. Дали вие ја разбравте изјавата на премиерот во која вели единствен или македонскиот јазик е официјален на целата територија. Ја не знам дали има граѓани во Македонија што не го знае тој факт. Нема, меѓутоа вие ќе манипулирате, знаете што он ви убаво преку прашањата ги ја знам со кого разговарам, убаво ги насетувате полињата во кои што ќе се работи. Они не може да ги вратат оние гласови што ги добија. Тие се толку разочарани, тие не може да се измамат. Сега ќе се концентрираат на оној хардкор гласачки апарат на ВМРО-ДПМНЕ, кој што е подобен да му се каже ние сме сега пак патриоти, ќе обраним ова е таа храна која што треба да... Таа е неопходната храна, бики и таа апаратура доле веќе нема оружје, нема теми во кои што пред кооперација ќе ги брани тезите. Прво беше ќе се врати Мицко, името ќе вратиме, дајте ни дојдат, сето тоа паѓа, економска ситуација веќе не проаѓа тоа. Погледнете и коментарите, вие на Алфа телевизија веќе ги критикуваат, па не на Орбанова Алфа телевизија и така натаму. Така да тоа не може да помени, ќе се концентрираат на тие гласови, играјќи на оваа тема, меѓутоа нема ниту било кој се да пропушти да го потсети за еден момент да издвои. Он има подпредседател влада кој што не гукнал до сега македонски јазик. И он сега мене или на вас ќе се го пофали дека учи. Глед, не, ајде да го окей, еве, јас би го пофалил. Значи вака беше прво. Излегува подписатот и вели изборува на албански јазик. И он вели уште еднаш ако му се случи да зборува на албански ќе го сменам. Нормално искача овој избори на албански, Бојање Мицкоски, го сменивте? Не го сменив. Зошто се договоривме ке собротом како на англиски ќе зборуваме. Кој сте патриот? Такви патриоти сме се изнагледале. Проблемот е што такви патриоти ќе си патиме и плаќа државата, тоа е проблемот. Еврокомисарот за проширување Марта Кос ја одби понудата на Вучич и на Рама земите, предпоставам дека зборува во името на сите земји од Западен Балкан. И која зборува за тоа се коњи, има конкретни... Дека би прифатиле членство без полноправно, без глас. Да. Гласно одлучување. Што значи за интеграцијата на Западниот Балкан ваквото одбивање? Што покажува со тоа Европската унија? Ако дозволите на корекција, платформата да ја наречеме на Вучич и на Рама беше без право на вето. Вето или глас? Вето. Вето, глас е нашиот Балтазар, кој што наоѓа своји формули. Значи, без право на вето го разбирам моментот затоа што веќе дискусијата се води нели во ЕУ. Наспроти Урбан, каде што Кошта беше немилосърдно брутален, кој што рече не може да дозволиме да правото на вето да ни се стопираат политиките кон Украина и така натаму. Нормално туку Орбан блокира. И без право на вето затоа што замислите да влезат едни други пред, ако не се случи во пакет да влеземе, што ќе биде? Кој секој ќе блокира. Секој ќе блокира. Таков ни е менталитетот овде, за жал.
На вас ви звучи прифатливо тоа? Јас не можам, не знам како може премиер на една држава, за жал, премиер на нашата држава, да каже да, јас се согласувам да влезам без право на глас. Ти, ако сакаш да влезеш без право на глас, ти што влегуваш? Што си ти у тој клуб? Тоа се некои, знаете што? Кога вие сте соочен како премиер, како Мицкоски, катадневно со афери, веќе не може да ги браните, не може ни економска политика да браните, ништо не може да браните, и почнувате да измислувате разни работи. Не велам дека тоа не функционира. Проблемот е што функционира на кратки стази, на долги стази се плаќа. Зошто ЕУ го одбива? Кој е? Без право на... Не, таму се разговара, прво не може да они да го решат. Таму се разговара за модалитети кои што ќе бидат како пресобија. Значи, иницијативата на Вучич и на Рама не е изолирана? Не мислам дека нив им текнало. Не, мора да имате пас за тоа. Не мислам дека има пас идејата да речеме на Мицкоски, но се работи на модалитети како да се прескокнат оние земји кои што се уште сакат да блокират и натаму. А помошта што ни ја дава нас Унгарија во тој пат, ајде во нека друга емисија ќе збориме колку е лицемерна, ништо нема нивото се тоа. Пред 2 дена, мислам, ако не грешам, предупредивте дека Македонија станува опасна зона за странско мешање. На што го заснувате ова? Ние сме веќе посериозен период зона на странско мешање. Беа фрапирани сериозен круг на луѓе во политиката, граѓаните им треба време да го дознаат тоа, кога во извештаите почна од Брисел, од Европскиот парламент првично се зборува за српски свет и за влијание на Русија и Кина. Влијанието на Русија и Кина беше потенцирано дека е преку Унгарија и Србија. И тоа се случува. И сега станува појасно зошто ние укажуваме сето тоа. Јас знам дека било кој СДСМ како партија кој што првично ќе го каже тој став не се разбира од почеток, па зошто тоа го зборувате, дали е тоа толку битно, дали е вистина, и сега полека излегува, за да ние пред 4 дена или 3, чинам 4, добием информација од Вашингтон Пост дека Сијарто, како министар за надворешни работи на Унгарија, изјавува, и тоа го потврди, дека пред секоја клучна одлука која што се разгледувала во Брисел за иднината на политиката на Европска унија, он се консултирал со Путин. Со Лавров. Така, добро, Лавров ја мислам дека не пречутува нешто, ако го пречутите на Путин, ги гледате тие што се самоубиваат од 4, 5, 7. Не, паѓа. Лавров е паѓа. Лавров е искусен политичар и така натаму, дипломат. Значи, и са и тоа точно во моментот кога Марта Коцка, како еврокомесар за проширување, објаснуваше за тројанските коњи. Вие може да излажете дека ќе добиете кредит, сега да дојдам конкретно до Русија и Кина, вие може да излажете дека ќе добиете кредит од Украина, кој што не гледам, јас им посакам да се водушна од Унгарија, се извинам, не гледам дека се им посакам да се економска велесила, но тоа не се во таква кондиција. Се, истиот момент кога Унгарија поземи овозможи кредитна линија кон нашата држава во висина од 1 милиарда евра, во ист момент Унгарија поземи пари од Кина 1 милиарда евра. Сега ама со повисока камата. Значи сега кое ниво треба дете да биде, мислам, во градинка за да не го свати се тоа. И потоа затоа ќе си добиете извештај. И сега ние ако Мицкоски владата мисли дека со такви трикови ќе излаже некого во Брисел, тоа е многу наивно. Меѓутоа не успеа да излаже никого и во Вашингтон. Па сега и Вашингтон е многу јасни во овие критики, бидејќи тука излегуваат нападите. И Кина и Русија ви влегуваат преку, како велат они, мекиот меф во сетиот овој сегмент, тоа е Западниот Балкан и тоа сме ние и нашиот сосед. Женовски, благодарам на разговор. Благодарам за убавиот разговор и за динамичниот разговор. Поштовани гледачи, следовте разговор со Андреј Женовски, секретар за меѓународна соработка на СДСМ. Зборевме за состојбите во СДСМ, најавите за предвремени избори, секако изгледите за деблокирање на процесот на интеграција на Македонија. Благодарам за вниманието, се гледаме следната недела.